Земјоделството може да биде важен мотор за раст и намалување на сиромаштијата. Жените, иако може да бидат клучен ресурс во земјоделството и во руралната економија, сепак се соочуваат со низа ограничувања кои имаат влијание во поглед на нивната продуктивност. Ова е темата која што ви ја донесуваме во приказна денес. Жените и девојките имаат суштинска улога во поглед на производството на храна во светот. Иако тие се вклучени во процесот на производството на храна, од нива па до нивната преработка, подготовка и дистрибуција, трудот на жената не е еднакво вреднуван како трудот на мажите. Еве што ви носиме во приказна во таа насока. Жените на светско ниво сочинуваат околу 43% од работната сила во земјоделството. Учеството на жените варира од културата, производствениот циклус, времето, возраста и слично. Севкупниот трудов товар на жените го надминува тој на мажите, најчесто поради голем дел од домашните обврски кои не се платени. За жал се случува жените да бидат платени и помалку од мажите за извршување на истата работна задача. Поради ова улогата на жените во производството на храна често се занемарува. Во земјите во развој, само 10 до 20% од собствениците на земјишта се жени, а во некои делови од светот, жените се уште не можат законски да поседуваат или контролираат земјиште. Кога една жена фармер нема овластување да донесува одлуки за земјиштето што го работи, невозможно е да се склучат договори за земјоделство што би можеле да обезбедат поголема заработка и сигурни извори на приход. Преку програмите на Министерството, ние сме среќни што 2019 година заедно со UN Women започнавме и со Министерството за труд и социјална политика. Први подпишавме декларација за подобрување на статусот на руралните жени. Склучивме меморандум со UN Women за да креираме посебна мерка 115 во програмата за рурален развој. Формиравме работна група која што работеше на таа проблематика и еве веќе два повика во 2019-2022 година имаме во делот на директна поддршка на руралните жени со неповратен грант. Од 2019 со 3000 евра, 250 апликации, никој не очекуваше толкав интерес кај руралните жени. Во буџетот таа година имавме за максимум 100, тоа беше проектот, да се поддржат 100 рурални жени, но ја променивме политиката, се обезбедија средства и ги поддржавме и склучивме договори со 250 рурални жени, се со цел да се поддржи нивното традиционално и локално производство. А во 2019 година во овој контекст беа од голем интерес и полза промената на политиките во Законот за вино и во правилниците на Агенцијата за храна, се со цел да станеме држава и земја во која што од дома, од прак, од фарма, легално ќе може да се произведуваат, да се продаваат македонските производи. И тоа го гледаме денеска при посетата на сите овие рурални жени земјоделки кои што произведуваат мед, маџуни, вина, ајвари, сирење, кашкавал, преработуваат, сушат овошје, зеленчук, кои што ги инвестирале овие средства и легално продаваат од прак, односно сме го подобрили нивниот статус, но имаме подобра понуда. Токму затоа беше изголемена поддршката од 3000 на 6000 евра оваа година. И само пред неколку недели склучивме, ги дадовме договорите на нови 70 грантови по 6000 евра за огласот и повикот од оваа година. Зголемувањето на пристапот на жените до земјиште, добиток, образование, финансиски услуги, технологија и вработување во руралните средини ќе ја зголеми нивната продуктивност и ќе генерира придобивки во однос на земјоделското производство, безбедноста на храната, економскиот раст и социјалната благосостојба. Тоа значи навистина економско јакнење на руралните жени и фокус да се задржат во локалните средини, да се интегрираат, да се подобри економскиот статус. Тука се лаговите кои што се особено битни во кои што тие членуваат. Тука е поддршката за задруги и навистина е големо богатство кое ќе прошетате низ Македонија и ќе видите дека сите овие производи сега регистрирани преку Агенцијата за храна и ветеринарство во еден ден или за еден час може да го регистрираат и евидентираат своето производство и со тоа сите ние добиваме безбедни, гарантирани производи кои што имаат етикети, кои што се навистина одлични.
Затворањето на родовиот јас во светот може да ослободи од 100 до 150 милиони луѓе од глад. И државата која што веќе започна да помага во делот на мерките, преку кои што жените имаат или одредена предност или директна можност да користат одредена мерка, сепак не може да се каже дека жената функционира како одвоен сегмент и дека таа го води самостојно својот бизнис. Па обично во делот на аплицирањето за субвенции се вклучени голем број на жени, особено оние кои што се водат како индивидуални земјоделци. Тоа е нешто прво кое што тие го прифаќаат и особено помладите. И тие се спремни и можат да аплицираат, но им треба секако нормално до обука не само на нив, бидејќи се програмите се менуваат, начинот на аплицирање се менува, системите се менуваат, така да и тука и треба централна поддршка. Ние како асоциација се надеваме дека ќе можеме многу да помогнеме во тој дел и тоа се случува. Во 2023 година со буџетот се предвидени средства и заеднички со Националната федерација на фармери, повторно Министерството за труд и социјална политика креираме и нова програма за жените, односно да го решиме нивното платено боледување, породилно боледување, заради тоа што тие го немаат истиот статус, истите права како другите жени кои што се вработени под останатите закони редовно, затоа за сите жени земјоделки кои што се регистрирани по нашите закони во делот на земјоделството, тие ќе добијат по 9000 денари и за ова право, и тоа е значено и е битно за нас, токму таа родова сензитивност и политики за подобрување на тој статус. Неопходно е владите, меѓународната заедница и граѓанското општество да работат заедно, со цел да ја елиминираат дискриминацијата, да промовираат еднаков пристап до ресурси и можности, да обезбедат земјоделски политики и програми кои се родово свесни и да овозможат да се слушне гласот на жените како еднакви партнери за одржлив развој. Колкава е важноста на жената во поглед на производството на храна? Па видите вака, жената е столбот на едно семејство, особено па ако живее во рурална средина која што се занимава со земјоделство и производство на храна, таа е столбот на тоа семено земјоделско стопанство. Таа е нонстоп ангажирана и на поле, и дома, и на покрај фармата со животни, се грижи за децата, за родителите. Едноставно, жената е таа која што го води, под наводници кажано, тоа семено земјоделско стопанство. И текако е битна при производството на храна, затоа што е столбот на тоа стопанство. Но за жал се соочува со голем број на проблеми во текот на своето работење и во текот на својот живот. Освен проблемите со пласманот на земјоделските производи, ниските откупни цени, проблемите кои што настануваат од климатските промени, кои што зададуваат огромни штети во производството на храната, таа има и други проблеми, жената од рурална средина, и предизвици, а тоа се социјална исклученост, невработеност, недоволен пристап до јавни здравствени културни установи, недоволен пристап до превоз или недоволни развиена патна, канализациона инфраструктура. Невработеноста ја спомнав. Таа се соочува со дискриминација при распределба на приходите. Македонија како земја со традиционални сваќања сепак на некој начин ја запоставува жената, односно често пати во руралните средини се практикува имотот да се препишува на машките деца и на тој начин жената е обесправена. Што се прави, како тоа да се смени? Само 5% од жените кои што живеат во рурални средини имаат собствен имот. Значи, имаат имот на свое име, и со самото тоа што тој процент е толку нисок, жените ни кажуваат колку се економски немоćни и да имаат некоја идеја да започнат некоја работа или бизнис во рурална средина, таа не е кредитоспособна со самото тоа што нема имот на собствено име. Сето тоа е убаво ако жената сето тоа би било поинаку ако жената тоа не го
прифаќа и се покорува на тие традиционални непишани правила, во кои што и сами кажавте, сваќањата дека имото треба да остане на машките деца во семејството. Ние со законот го дозволува тоа, жената може да си го побера, но имот од своето семејство. Но за жал се немо и слепо се покорува на тие непишани правила, традиционални правила, и тоа така се пренесува од генерации на генерации. Затоа ние како организација се трудиме да го смениме тој терк, тој наратив, и јас секогаш како председателка и нивна како некој модел, затоа што јас сум една од жените која што е рамноправна во моето семејство. Јас сум една од жените која што наследи имот од родителите на мојот сопруг, и секогаш им велам дека треба храброст, треба идеја и треба поддршка од целото семејство, а и да ги учиме нашите деца во иднина народовата рамноправност, бидејќи сме ние тие кои што можеме да ги направиме промените. Колку образованието може да биде значајна карика? Секој човек кој што е образован и кој што без разлика дали е формално или неформално образование, бидејќи имаме и разни други начини како неформално да се образуваме, секогаш има поголеми видици во светот, така и за жената. Но за жал, таа уште од најмали нозе, едно женско девојче кое што живее во рурална средина, не може да ги ужива сите услови за живот и за развој како што ги имаат децата во урбаните средини. Значи, ти немаат пристап до разни културни активности или спортски активности, каде што може тоа дете, без разлика дали е девојче или машко, да се развива и ако има некој талент, да го надоградува. Бидејќи се скратени тие можности, ние имаме села во кое што имаме неасфалтирани улици во 21 век, и сето тоа придонесува да немаме услови за живот и да немаме развој. За среќа сега комуникацијата, ова интернет технологијата веќе длабоко навлегува и младите веќе имаат поинакви сваќања и без разлика што живеат на село, тие сакаат да напредуваат. Ја споменавте паметната револуција, односно можностите кои што ги носи дигиталното време. Колку во таа насока жените може да ги искористат тие придобивки и на некој начин да ги нудат земјоделските производи преку онлайн платформа, на тој начин да обезбедат пласман и да решат еден од оние горливи проблеми со кои што се соочени? Токму така, ние како организација, кога почна ковид пандемијата, започнавме една кампања "Купувајте домашни земјоделски производи", и сметавме и сметаме се уште дека така сами на себе ќе можеме да си помогнеме. Тогаш, бидејќи се појавија доста проблеми при транспорт и синџирна испорака на храната, ние направивме и една платформа во која што нашите земјоделци, членови на Национална федерација на фармери, се регистрира на таа дигитална платформа, тоа е e-Farm, во која што ги нудат своите производи со слика или видеа кои што самите си и текст, описот на земјоделскиот производ, дали е суров или преработен. И вие како купувачи можете да се регистрирате на таа платформа бесплатно и да си разгледате понудата на нашите земјоделци кои што произведуваат ширум цела Македонија во руралните средини, и директно да си купите од нив дигитално или онлайн. Така што ќе го прескокнете оној синџир, земјоделец, трговец, купувач.
Имав прилика да бидам дел на една средба на бизнес жени кои што исто така се обидуваат да прават мрежа со рурални жени и на некој начин да ги пренесуваат нивните производи, да ги доближуваат до своји колешки, затоа што знаеме дека живееме во динамично време и често пати голем број на жени кои што имаат кариера немаат доволно време да производуваат одредени производи. Како еве и тоа дали може да се искористи како идеја и на некој начин да се помогне да се создаде една мрежа на бизнес жени кои што би ги поддржале руралните жени и на тој начин да се овозможи добар пласман на нивните производи. Секако, тоа е одлична идеја во која што ние како организација ја поддржуваме и сметаме дека сега со овие новите правилници кои што се донесоа за продажба од куќен праг и се повеќе и повеќе наши земјоделци, особено жени, се регистрира како мали оператори на храна во кои што своите земјоделски производи си ги преработуваат и им додаваат вредност на своите земјоделски производи и така што само вмрежувањето со другите жени од другите сектори би придонело за уште повеќе развој на самата рурална жена. Дали можеме преку позитивни примери да поттикнуваме нешто и на тој начин да предизвикаме некоја промена? Така е, како модели, ние за среќа се уште имаме млади кои што сакаат да се вратат на село, иако студирале овде во Скопје или надвор од Македонија. Тие се деца кои што пораснати се во земјоделски семејства и целиот свој живот работеле земјоделство, екзистирале, се школувале од тоа земјоделство и сега сакаат да го продолжат тоа и да го надоградат. И ние како организација тоа го промовираме токму со овие модели како млади лица кои што сакаат да се занимават со земјоделство и да останат да живеат на село. Но секако, и ако ги прашате нив, тие пак ќе ви речат, јас ако имам заработка, ќе останам и ќе живеам овде на селото. Ако немам профит, односно ако немам пласман за моите производи, ако немам услови за живот, јас повторно би размислувал за друга некоја работа. Затоа ние како држава треба да ги обезбедиме сите тие услови на руралното население, а особено да ги задржиме младите, затоа што тие не само што мигрираат од село во град, туку ни мигрираат и во другите држави. А не сакаме да ни се случи тоа, затоа што Македонија е аграрна земја, 87% од целата територија на државата е рурална површина, 47% од населението живее во рурални средини, 180.000 семејства се занимаваат со земјоделство и екзистираат од земјоделство и сакаме тоа да го зголемуваме, затоа што во вакви кризни години како што ги видовме и каде што се уште ги трпиме последиците од кризите и како ни е потребна храната, ги имаме сите услови. Зборам за производство на храна, тоа се вода, воздух, сонце. Вреден народ само треба мотивација и заработка. Најбитно за еден млад човек е заработката. Каква е стратегијата на државата во таа насока? Во последниве неколку години има промени во поддршката на руралните жени. Ние како организација во 2018 година заедно со двете министерства, Министерството за земјоделство, Министерството за труд, ние Национална федерација на фармери и мрежата за рурален развој, токму на денот на руралната жена 15 октомври ја подпишавме декларацијата за социоекономско јакнење на жената од рурални средини и на таа декларација се заложивме сите и ние невладини организации и двете министерства, всушност тоа е државата, дека ќе работиме на промена на статусот на руралната жена. Веднаш после подпишувањето на таа декларација,
ние ги променивме критериумите кои што беа во една мерка 115 во Националната програма за рурален развој, кој што имаше доста дискриминирачки критериуми. Ние ги променивме тие критериуми и така што се креира една мерка заедно со нас, невладениот сектор, во кој што за прв пат имавме можност жени од рурални средини сами да учествуваме во креирањето на критериумите за апликација на таа мерка и се покажа како успешна. Првата година беше 3000 евра грант за жените од рурални средини, сега оваа година жените подпиша дупло со 6000 евра за грант за жени од рурални средини и тоа е за поздравување. Сега како организација работиме на решавање на уште еден горлив проблем за регистрираните индивидуални земјоделки. Се бориме овие регистрирани индивидуални земјоделки да се најде еден правен механизам за остварување на правото на мајчинство. Амбициозна, желна да освојува странски пазари и храбра за нови предизвици. Маја Милошевска е одличен пример од младата генерација на менаџери, позади која стои инспиративна приказна за бизнисот на нејзиното семејство, користејќи ги предностите на аронијата. Многу интересна приказна, тоа што целата работа уствари започна пред 10 години, кога татко ми реши да се врати на земјоделството и одгледување на вакви овошни насади. Маја вели дека нивните насади со аронија се лоцирани во прекрасен предел на Струга, обкружен од едната страна со планини, од другата со езеро. Во принцип ние ја береме во септември, затоа што ја оставаме сонцето да се испече доволно за да биде блага каква што е блага. Процесот на берба е прилично мачен ако се бере со работници, со луѓе, но ние среќа го решивме тој проблем со набавка на машина за берење на аронијата, така да тоа е многу лесно и да речем наједноставниот дел од целиот овој процес кој што го имаме. И за едно, не знам, 7-8-10 дена зависно од годината каква е, завршена е бербата. Уште од самиот почеток на производството, одлуката била да се насочат кон органско, сакајќи да понудат комплетно здрав производ, без хемикалии и пестициди. Малце е проблем тоа што, да речем, уште аронијата не е доволно позната толку многу. Мислам, сите ја знаат, ама не толку, да речем, како некои други култури кои што се запознаени, затоа што е прилично ново, можам да кажам. Не е нешто, мислам, и таа, иако постои пред многу години, уште кога бил Чернобил со нуклеарната бомба и тоа, значи тогаш почнува целата приказна околу аронијата, ама сепак не е толку многу позната меѓу луѓето. Така да тоа е нешто што е проблем заради тоа што нема доволно познавања какви квалитети има аронијата. Ние се бориме со тоа што прво треба да објасниме каква е аронијата, значи за што служи аронијата, зошто е таков производот каков што е. Па после нормално сепак се малце скептици затоа што станува збор за некој производ кој што не го има толку многу, често не знаат како би одела продажбата. Тие се проблемите, но мислам дека со упорност и тоа дека би го решиле. Ограничувачки фактори во поглед на извозот и пласманот постојат, но Маја оптимистички вели дека за се има решение ако човек ја сака работата. Мислам дека најмногу тоа што знам дека им помагам на многу луѓе. Тоа затоа што всушност е ова лек кој што не знам, најчесто го конзумираат луѓето заради здравје, заради подобрување на имунитетот, заради шеќерни заболувања, заради срцеви заболувања. Аронијата е чудо од растение, одлично делува на здравјето, а ова за Маја е главната сатисфакција за овој бизнис. Во последно време многу ми е мило што сме многу поддржани како жени. Претходно беше, мислам дека малце по скептицизам околу тоа дека жена е предприемач и дека не е доволно добра и такви некои работи, ама во последно време тоа многу се подобрува. Имаме многу голема поддршка од институции кои што ги поддржуваат жените предприемачи. Поддршка од буквално сите и се онака горди што имаме такви околу нас. За крај, Маја додава дека е посебно мило што во последниве години жените се поддржани како предприемачи. Јас сум неколку години, мислам неколку месеци остануваме таму на Бабуна. Да ви кажам дека она што ни дала нашите климатски услови во Македонија и ова што го живееме во градот
таму е далеку разлика има во тоа што тивко, мирно, чист воздух, дава мајка природа све што ти душа сака. И ова мое производство е сировина од природата. Со транзицијата работе во Конзерва Експорт, фабрика за преработка на овош и на зеленчук, која што прва беше една од фабриките што беше затворена. Ме прераспоредија сите и како пензионерка сум од Скопска млекарница. Али љубовта за преработка на овош и зеленчук остана во мене. Со мажот ми, иначе он потекнува од околните села на Бабуна, така таму имаме куќа, се реновира куќата, се направи, се оспособи да можеме да се занимаваме за фамилија, за син, за керка, за внуци, така почнавме, али со една манифестација која што се одржуваше и ме можам во општина Карпов, ме повика да излезам со дел од некои производи мој таму. И тој беше и поводот кој што почна да го засакам тој да го работам така, затоа што го работам чисто, здраво, без никакви додатоци, без никаква хемија. Не сум искористила такви работи, али слушам сега дека Министерството за земјоделие дека нуди такви работи, ама сега јас моментално, ние сме во години, се не знам уште колку, дај Боже да имаме здравје да го користиме за производство на ваква храна, али сега моментално имам замена, се обучува мојата сна, која што сака да прифати, или се во работа, но одно се здравје Боже понатаки, кога ќе може ќе прифати, па може би тие ќе искористат. Во Македонија жените од руралните средини се во многу тешка ситуација. Често спаѓаат помеѓу најсиромашната популација. Нивниот труд е ниско вреднуван, вклучително и трудот во семејството, во домакинството, семејните обврски и работата на семејниот земјоделски имот. Во овие домакинства најчесто приходите за семејството ги остваруваат мажите, кои традиционално се сопственици на целиот имот. Еве што во таа насока ви носиме денес во приказна. Според резултатите од истражувањето на земјоделскиот факултет, жените во руралните средини работат 11 часа, а мажите 9. Жените имаат обврски и во домот, а целосната грижа за семејството е во нивни раце. Голем дел од жените кои живеат во руралните области не се вработени, а како најчеста причина е нискиот степен на образование, што често е резултат на раното стапување во брак и формирање семејство, или пак на грижата за останатите, помладите браќа или сестри, или пак на постарите членови од семејството со кои живеат во заедница. Можеме да кажеме дека се уште немаме родова еднаквост во делот на бизнисот, не во делот на одлучувањето или во делот на самото функционирање на жената во руралната средина. Да, таа е главна, но сепак за да води одреден процес или бизнис, потребно е голема централна поддршка и поддршка од интегриран пристап за да може таа самостојно да го води бизнис. Во Македонија, само 5% од жените кои живеат во рурални средини се сопственици на земјиште, во најголем дел заради традицијата дека земјиштето се дели помеѓу машките членови во семејството. Со ова им се намалува можноста на жените да аплицираат за заеми без средства на нивно име. Жените кои се мали производители на храна имаат помал пристап до информации и можности за градење на нивните капацитети. Тоа не е заради тоа што одредени жени не сакат да го прават тоа, туку поради тоа што и самата структура во руралните средини и развиеноста на земјоделството допринесува до тоа. Да кажеме, и во делот на производството не може, се уште не познаваме жени кои што ќе земат трактор и ќе ја орат сопствената нива, значи, или пак се уште во голем дел се вклучени во делот на преработките, и поддршката околу пакувањето и презентирање на производот. Но во делот на примерното производство имаме огромни проблеми и таму треба голема финансиска поддршка на жените кои што би сакале да работат во примерно производство. Доминантно изразените патриархални вредности и традиционалната поделба на родовите улоги уште повеќе влијаат врз позицијата на руралната жена, како во семејството, така и во општеството. Околу 64% од руралните жени не се активни на пазарот на трудот заради ангажирање во домакинството и грижа за деца, а 47% од невработените рурални жени вршат неплатена работа во семејни фарми.
Пристапот до ресурси и можности за економско и социјално зајакнување помеѓу мажите и жените во руралните средини е ограничен. Па така, бројот на жени носители на стопанства во рамките на вкупниот број земјоделци изнесува само 10,4%, а само 12,01% од жените се сопственици на земјишта со ниско учество во процесот на донесување одлуки релевантни за производствените активности. Предизвиците се навистина големи, затоа што им треба на жените во руралните средини огромна централна подршка. Во смисла кога таа ќе го направи производот кој што сака да го продаде и да го даде да го видат купувачите и да го вкусат, првин треба да го спакува некаде да купи одредена опрема да го направи. Ако сака да направи поголема количина, тој да го долови тој вкус и квалитет, па потоа некако да го спакува, значи и треба подршка во секој сегмент. Поради неповолната позиција на жените како удел во работната сила и во однос на приходите во семејството, младите жени во руралните области најчесто не ја гледаат својата иднина во земјоделството и се подготвени да останат во руралните области само ако се во можност да добијат друг тип на вработување. Од 36.000 носители на земјоделски стопанства жени во 2019 година, пред носењето на оваа политика, пред промената на политиката, пред овие грантови и нови мерки, денеска во единствениот регистар на земјоделски стопанства, кој што се води во Министерството, се регистрирани над 40.000 жени, што значи 4.000 нови носителки на земјоделските стопанства. Тука делува и измените во Законот за земјоделско земјиште, каде што 3 години се ослободени и младите земјоделци, младите фармери од закупнината. Тоа е политика која што введовме во 2018 година. Голем дел од нив се исто така жени, но жените и младите се во фокусот на политиките на Министерството и тоа ќе остане во наредниот период. Дигиталната револуција носи низа придобивки за руралните жени. Со помош на младите, кои што не едуцираат и ни помагаат како да стигнеме до пазарот, патот ми е полесен. Така да можеме да си ги нудиме производите на социјалните мрежи, од каде што не наоѓаат и веќе кога вкусот ќе го препознаат дека е традиционален, дека е автентичен, бидејќи се е произведено во сопствена бавча, тогаш и си порачуваат. Значи многу имаат влијание социјалните мрежи, така настанува и секоја комуникација. Сите таму не следат целата наша работа од почеток па до крај, значи од семе до готов производ во тегла и се во моментот што нудиме, така се следи и така се нарачува. Во светот ги препознаваат како најскапи, но и најгрди печурки, кои во светот на гурманите ги препознаваат како дијамант во кујна. Чудесната арома и вкус на тартуфите во светот се познати со векови, а интересот за нив кај нас се појавува во поново време. Покрај врвните гастрономски квалитети им припишуваат и афродизијачки својства. Семејството Митрови, водено од оваа успешна жена, важат за пионери во потрагата по тартуфи кај нас. Првиот македонски тартуф мојот сопруг го најде на падините на планината Беласица. И од тука започна целата приказна. Се нижеа од една планина, се бараше на друга планина со едно куче, со првото наше куче, после тоа дојдоа и другите кучиња, каде што сега сме веќе голема фирма основано и имаме големо производство со разни производи од тартуфи. Еве можеме да ги напоменам кои се: маслото од тартуф, солта со тартуф, сушениот тартуф, путер со тартуф и многу други производи. За лоцирањето на тартуфите се користат дресирани кучиња. Кога желбата и посветеноста ќе се претворат во акција, тогаш приказната оди во правец кон успех, а ова семејство е пример за тоа. Интересот од ден на ден се повеќе и повеќе се зголемува. Гледаме ние да ги запознаеме луѓето дека е ова здрава храна, дека е добра храна за здравјето, за нашето здравје. Доста голем дел од купувачите го купуваат и свежиот тартуф. Имаме и свеж тартуф. На парче го купуваат. Тој е добар за здравјето, за многу
за многу полезности, пример за притисокот, за срцето, склерозата, карциномот, значи немам зборови. Дури сега истражував во некои научни достигнувања дека тартуфот е многу добар и за очите. Значи, сувиот тартуф, како сув тартуф, се отпушта во топла вода и како што стои тартуфот во топла вода, се собира водата и се користи како капки. Македонските планини и клима се одлични за тартуфи, па затоа Македонија е полна со овие печурки, а со тоа е голем и потенцијалот за бизнис кај нас. Кучињата собираат секојдневно, да кажам, секој втори ден, значи Македонија е преполна со тартуфи, така да ова богатство што е во Македонија сакам да го пренесам на нашиот народ, да види дека и Македонија има тартуфи, дека и Македонија има таква здрава храна за конзумирање. Следна цел на ова семејство се сопствени насади со тартуфи. Сакаме да направиме и насади со тартуф, значи годините како одминуваат, нели, не ќе можеме да бараме во планините и така да ќе сакаме и насади. Значи ќе ни треба една помош, ете некое дали некој хектар земјиште за да почнеме да работиме со насади или понатаму, не знам, мислам дека во иднина така планираме. Успехот на една жена во оваа рурална приказна како носител на семејниот бизнис може да биде инспиративна приказна и за многу други рурални жени, особено поради фактот што овие печурки на пазарот се вистинско богатство. Ние како граѓанско здружение, како што споменав, во втората област имаме зацртано цел да ја подобриме економската положба на жените. На кој начин и какви активности спроведуваме? Со оглед на тоа што нашата целна група од овие 3 општини, од овие рурални средини, повеќето се жени со понизок степен на образование, но со како потреба и приоритет имаат економска и социјална поголема вклученост. Како тоа го постигнуваме? Значи, жените, иако се со понизок степен на образование, поседуваат одредени вештини, како што се ракотворењето, подготовката на традиционална храна, собирањето на шумски плодови, подготовка на вкусни джемови, сладки и така натаму. Значи, она што тие го наследиле од нивните баби, од нивните мајки, наша цел е тие тоа да го зачуваат како вредно културно богатство, а понатака и да го усовршуваат до степен на подготовка на производи кои што ќе бидат барани на пазарот и од тоа жените ќе можат економски да оснажат. Ние во нашите програмски активности имаме веќе реализирано низа такви активности, на кои што жените усовршуваат вештини, подготуваат нешто што веќе станува и тренд, а и со тоа економски оснажнуваат. Кај нив е препознаена улогата за економско јакнење, меѓутоа имаме жени кои што не се доволно, како што споменав, образовани и кои што во семејството ја извршуваат работата која што за жал за нив е неплатена, а тоа е извршување на секојдневни работни обврски, почнувајќи од уредување на домот, готвење, перење, пеглање, она што секојдневно секоја жена го работи, односно жените први како што е факт во руралните средини стануваат и последни легнуваат, но нивните обврски се преголеми, меѓутоа економски и социјално тие воопшто не се препознаени ни само во семејствата, туку и во заедницата. Заради тоа ние како здружение се залагаме тој труд на некој начин да им биде исплатен, како што споменав, економски жените да оснажнат, со усовршување на нивни вештини, во домашни услови да подготвуваат некакви ракотворби или традиционална храна и сето тоа да можат да го еден ден повеќе промовираат, да можат и да го продаваат и од тоа економски да оснажнат и да допринесат за нивните семејства и за самите себе како поединки. Предизвици има многу во руралните средини, како што знаеме сите, за жал
руралните средини од овие три општини, па и глобално на ниво на држава, се повеќе иселени. Младите се повеќе размислуваат својата иднина да ја градат на нашите населени места, за жал. Тие што остануваат повеќето размислуваат да си заминат, а не да застанат тука и да размислуваат за некакво економско-социјално поголемо вклучување. Како голем предизвик би го споменала и економскиот, но и потребата на овие жени да можат да напредуваат во процесот на креирање локални политики, односно да можат да бидат вклучени што повеќе во креирање на локални политики, односно да можат да ги препознаваат своите потреби, да се организираат и да можат да застапуваат своји приоритети пред локалните власти. Меѓународниот ден на руралната жена е 15 октомври. Еве што ви носиме денес во артикулација. Меѓународниот ден на руралната жена, 15 октомври, е ден прогласен од Обединетите нации. Се одбележува во 80 земји ширум светот. Македонија во организација на Националната федерација на фармери и мрежата на жени фармери веќе 15 години го одбележува, со што ја потенцира важната улога на руралната жена во општеството. Денес ќе ве запознаеме и со неколку хероини кои преку социјалните мрежи ја менуваат перцепцијата за руралните жени ширум светот. Хана Джексон е првата генерација овчарка од Камбрија. Одлуката да се занимава со земјоделство ја донела на 20 години. Таа е мощна влијателна на социјалните мрежи. Нејзиниот профил на Инстаграм има скоро 90.000 следбеници. Нејзината книга Call Me Red е бестселер на Sunday Times, а во неа таа споделува податоци од нејзиниот живот на фарма. Аманда Овен веројатно ја поседува најпознатата фарма. Стана популарна благодарение на серијата The Deus и популарната документарна серија на светскиот канал 5 Our Yorkshire Farm. Таа е мајка на 9 деца, фотограф, но и земјоделка, која има продадено многу бестселери. Нејзиниот живот на фарма е инспиративен за нејзините 530.000 следбеници на Инстаграм. Хана Нилман е поранешна мис на Њујорк која дипломирала танцување во 2012-та. Во 2017-та градскиот живот го менува заедно со сопругот и ја започнуваат Балерина Фарм, земјоделски бизнис од фарма до трпеза. Продаваат говедско, свинско месо, како и додатоци за кисело тесто и други кујнски производи ширум светот. Семејството на Хана брои 7 деца, а има 2.300.000 следбеници на Инстаграм. Постигнувањето на родовата еднаквост, зајакнувањето на жените во земјоделството се клучни за развојот на земјоделството и безбедноста на храната. Тоа беше се што ви подготвивме во приказна. Довидување до следната емисија.